Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за како се контролира микрорасло. Основно ќе биде еден вид на вовед, ќе навлеземе во некоја терминологија. Значи, еден збор кој често се користи, кој сигурно сте го слушнале, е зборот стерилизација. Значи, стерилизација, кој всушност значи отстранување, односно уништување на сите форми на микроорганизми заедно со спорите. Значи, ако имаме некој си, не знам, сад, не сад, е некоја површина, на која има микроорганизми, значи има некои клетки, така со се некои ендоспори, треба тоа да се доведе до површина каде што нема ништо, значи потполно ништо. Значи никаков жив организам не треба да има, никаков микроорганизам. Сега има тука малце проблематика со прионите, иако прионите не ги рачунаме за живи организми, ќе збориме понатаму што се приони. Сега кратко кога вовед, тоа се всушност погрешно фолдирани протеини кои предизвикуваат заболување. И сега бидејќи се само протеини, не ги класифицираме баш ко жив организам, ама денеска имаме например проблеми со уништување на прионите, бидејќи не ни се организми, не можеш да им го нарушиш метаболизмот. Добро, сега да видиме кои се најчести методи за да преминеме од ова во ова, односно за да извршиме стерилизација. Значи се користат различни техники, најчесто се користи температура, али може да се користат различни хемиски соединенија, физички методи и така натаму. Ќе збориме понатаму. Значи, често хемиските субстанци кои се во форма на течности, значи во форма на течности се нарекуваат стерилант. Добро, дај сега да видиме некои примери каде што сметаме дека например имаме стерилизација, например храната е да земе храна од некоја си конзерва, каде што би требало да е стерилизирана, така. Но едноставно таа не е комплетно стерилизирана, односно не е стерилизирана, него доволно е загреана за да се уништат всушност ендоспорите, да се уништат ендоспорите на бактеријата Clostridium botulinum. Значи Clostridium botulinum. Сега ќе речете зошто не се користи целосна стерилизација, апсолутна, тоа е бидејќи храната едноставно би се уништила. Значи овдека ако имавме некој си не знам, паштета или риба или нешто што е друго конзерва, едноставно би се деградирале протеините кои се наоѓаат во неа и не би била функционална како храна или не би имала убав вкус или нешто слично, и затоа доволно е да се уништат само ендоспорите на например оваа бактерија која често се сретнува бидејќи произведува токсини кои се штетни за нас. И сега нормално не се уништуваат сите ендоспори на сите бактерии, значи сепак остануваат некои, да речеме, да ги бележам со црвена боја, но тоа не е до толку битно бидејќи тие што остануваат се гледа да не се патогени. Значи не се штетни за здравето, да, може да расипат храната, ќе се расипе храната, ама тебе нема ништо ти биде и да ги ингестираш, ако ги има во случајот. Но обично тие нема ни да се развијат на температура во која се чува храната, да речеме ова дека е фрижидер, дека во фрижидер и дека температурата е многу ниска, не знам, од прилика 4 степени Целзиусови во обичен фрижидер, што не е доволно топло за да се развијат до голем степен бактериите. И голем дел исто работи не се стерилизирани, например, ти кога имаш вилјушка и кога ќе измиеш, тоа не е стерилизирана, ама не е ни до толку битно, бидејќи најголем дел од микроорганизмите кои ги внесуваме, да речеме тука имаш микроорганизми на вилјушката и ти ќе ги внесеш така, но нема ти направат никакво штетно дејство. Ти секојдневно си во контакт со милиони микроорганизми, ништо не се случува, бидејќи имаш многу добри одбранбени механизми, дали на еден начин пасивни, како што е кожата, или пак активни како имуниот систем. Друг термин кој сигурно сте го слушнале е терминот дезинфекција, што всушност значи директна контрола насочена кон уништување на штетни микроорганизми, поточно уништување на вегетативните, односно аспорогените патогени. Значи, ако имавме, да речеме се порезам со минатиот пример, имаме некоја си плоча која што има некои микроорганизми, да речеме вие се
не спорогени и не патогени, ама не се тие толку битни колку што не се битни патогените, аспорогените, бидејќи методите на дезинфекција обично не уништуваат спори, речеме не продуцираат овие спори, него имаме само некои бактерии, и кога вршиме дезинфекција всушност важно е да добиеме еден вид на сега тука површина каде што би останале само непатогените. И нив пробуваме да ги редуцираме, но сепак тие не се ни до толку битни, барем не во практична смисла. Сега се користат нормално соединенија кои се користат за дезинфекција и тие се нарекуваат дезинфектанти. Нормално спрема дезинфекција. Сега ова најчесто дезинфекција или дезинфектанти се употребува кога се користи за некоја цврста површина, некоја мртва природа, а ако се користи на жива природа, например на човек, тоа што се нарекуваат антисептици. Сега не сите дезинфектанти се и антисептици, бидејќи не може се да употребуваш на кожа, би влијало многу штетно, но најчесто ги модифицираат на некој си начин и добиваат антисептик. Друга терминологија со која можеме се сретнеме е употребувањето на биоцид, односно гермицид, кој всушност важно е наставката цид. Значи биоцид е цид против сите микроорганизми, односно тоа значи убива, значи да се уништат, целосна смрт. Сега например ако се употребува само за против фунги, тоа што е фунгицид, да го против вируси, вирусицид и така натаму. А ако не ги убива, едноставно само го прекинува, го стопира нивниот раст, тоа што е бактериостатици или бактериостат. Значи може да биде само стат, може да биде статици и нормално може да се стане друга представка напред како фунгиостатици и така натаму. И овие бактериостатици или фунгистатици се додека се присутни, тие ќе го инхибираат растот, значи не може да се делат клетките. Се додека е присутен бактериостатикот. Кога ќе го нема, тој процес пак повторно може да се одвива. Друг термин кој може да се сретнете е терминот сепса. Значи сепса, што всушност доаѓа од грчки, што значи за распаѓање, гнилеж, но сите сме запознаени со септички јами, значи тоа е нешто за отпадни води или нешто со бактериско загадување. Сега обично се користи и во медицината кога имаме загадување крвта, например при акутен апендицитис, да речеме во најлош случај, да ти пукне слепото црево, прсне и ќе се зарази крвта со бактерии, што би довело до смрт. Исто во медицината и се користи терминот асептични услови, значи асептични, односно асепса, која се користи например во хируршките сали, односно отсуство на микроорганизми. Тие не може да има потполно отсуство на микроорганизми во целата хируршка сала, ама се минимизира колку што е можно тоа да се изведе. Добро, тоа беше за ово видео. Се надевам дека научивте некои термини, значи што значи стерилизација, дезинфекција, наставките цид, статици, сепса и така натаму. Ќе се видиме во